утринава во итната медицинска помош со шефот на смена, специјалист по општа медицина, доктор Ѓорѓе Карамановски. Ово утро ќе измериме крвен притисок и ќе разговараме малку повеќе за тоа на што треба да внимаваме доколку имаме покачен или имаме намален крвен притисок, односно не ни се одвистува на здравствената состојба и не ни се одвистува и на годините исто така. Добро утро. Добро утро. Така, јас ќе го земам микрофонот. Може на левата рака, дали сум добро наместена, доктора, да измериме? Ајде. Обично притисок се мери секогаш после на пациентите одмор од 5 минути, без употреба на кофеин, без употреба на алкохоли наутро. Дали треба да ќутам? Двете раце, на едната и на другата, дали се различните вредности на едната и на другата, секогаш се мери кога е на страната каде што е повисок притисокот. Крвниот притисок е 105 со 75. Што значи тоа? Тоа значи дека крвниот притисок е во граници на нормала, што би значило дека тоа е долна граница на нешто што е нормален крвен притисок. Во медицината нормален крвен притисок се смета некаде да е од 90-60 како долна граница и 120-80 како горна граница, што е нормален притисок. Дали тоа значи дека ми е намален крвниот притисок и треба да пијам кафе? Тоа значи дека сте на долна граница на нормален крвен притисок, затоа што заради хормоналните промени кај женскиот пол, обично имаат тие понизок крвен притисок и така функционира цел живот. Добро, ова ве прашувам затоа што и народски кога малку е поднамален крвниот притисок, веднаш се посегнува по кофеин, па можеби по чоколадо, вода. Што вие советувате? Едно од честите прашања што ги добиваме како доктори на 194 е проблемот со крвниот притисок. Крвниот притисок е глобален проблем на светско ниво. Значи, некаде од прилика околу 20 до 30% од цела популација во светот боледува од крвен притисок, што е енормно голема бројка. Во однос на смртни случаи некаде 8 до 9% од пациенти со висок крвен притисок имаат од крвен притисок покачен смртен исход. Што значи крвниот притисок? Крвниот притисок значи дека срцето испумпува количина на крв во артериите. Значи тоа е артеријски крвен притисок, што значи дека оној притисок што го мериме дека е висок, тоа значи дека кога срцето е контрахирано, тоа е она вредност што е викаме ние систолен крвен притисок. Кога срцето е олабавено, отпорот што го има и што треба да се врати да помине во артериите, тоа е оној малиот низок крвен притисок. Сега ќе ве прашаат, што е пострашно, горниот или долниот крвен притисок? Или не може да зборуваме за тоа дека е пострашно едниот или другиот, и двата се значајни? И двата се значајни, бидејќи последици има и од едниот и од другиот. Последиците од покачениот крвен притисок се огромни, затоа што тоа оштетува крвни садови, значи може да предизвика срцев удар, може да предизвика мозочен удар, може да предизвика заради зголем проток на крв во периферијата, длабоки венски тромбози, пулмонален едем, може да предизвика кај повозрастни лица кои што има други коморбидитети, деменции, може да предизвика при бременост поголеми последици заради бремените жени, исто така се тие во таа карактеристична група. Ако се споени притисоците? Ако се споени притисоците, даваме совети на 194 дека треба да се легне, треба да се земат некој поблаг седатив и да се дише подлабоко и да се зема некаква количина на течност која што во моментот ќе го рехидрира организмот. За намалениот крвен притисок, и тоа е често прашање кое што се јавуваат пациенти на 194, дека треба да бидат повторно во легната положба, треба да земат голтка по голтка, минимум 200 до 300 грама течности, да земат нешто солено, со тоа што на тој начин бубрезите ќе стегнат, она што се внесува како течност ќе остане во организмот, ќе настане централизација, комплетна целиот крвоток што е, ќе се собери околу органите што се за внатрешни органи, и на тој начин со подигање на нозе автоматски цела крв се собира во организмот и настанува зголемување на крвниот притисок. Само помошта и кај повишениот и кај намалениот крвен притисок е секогаш најважна, заради тоа што додека да стигне екипа на идна медицинска помош, тие што се во околина на пациентот или што се домашните
ако е во домашни услови, најмногу можат да помогнат. Честото прашање за покачен крвен притисок што го добиваме на 194 е како да го намалиме. За жал, пациентите не можат да сватат дека со онаа терапија што имаат препишано од специјалисти или од матични лекари, можат многу подобро да го регулираат крвниот притисок со таблети што ги имаат дома, затоа што тие таблети се во комбинација помеѓу еден и друг лек и на тој начин полека ќе го намалат притисокот, бидејќи наглото намалување на притисокот, особено кај повозрастните, носи многу поголеми последици заради тоа што крвните садови им се стеснети и тука настануваат можности за тромбози, за мозочни инфаркти, за срцеви инфаркти, за што е со велите тоа се граѓани кои што имаат веќе здравствени проблеми, кои што си примаат терапија, што е со оние кои што немаат? Многу често сега вие ќе ни кажете по виците во итната медицинска помош, многу често сега слушам дека се покачува притисокот, дали времето делува, дали можеби работата, адреналинот повеќе работи. Секако динамичниот начин на живење за жал си го прави своето, го зема данокот, така да во последно време многу и помлади пациенти добиваат и мозочни удари, добиваат и срцеви удари. За жал гледаме дека има зголемена тежина кај пациентите, намалена физичка активност, неконтролирано, затоа што крвниот притисок обично кога дава симптоми тогаш се превенира и се лекува. Обично пациентите го занемеруваат симптомите што ги имаат и при некој друг случаен преглед тогаш се пронаоѓа дека имаат покачен крвен притисок. Значи, ако оди на преглед дека има покачени масноти или ако има болки во гради или ако има некаква реуматска болка, па со тоа ја толкува дека ме боли вратот заради некаква вратна спондилоза, кој ќе се измери притисок, тогаш се откриваат вредности кои што алармираат дека треба да се почне со некаков хигиено-диететски режим или со медикаментозна терапија. Што советувате? Ајде сега за работоспособно население кое што е во полна снага, вие велите младите, но што советувате? Па совети секако дека треба прво да се придржуваме, знаејќи ги своите генетски предиспозиции, оние што имаат во фамилија предиспозиција дека имаат покачен крвен притисок, дека треба да мерат почесто крвен притисок, за да на тој начин се спречи некаква последица која што може понатаму да се случи. Вториот е животната околина. Значи, имаме внесување на помалце сол, поголемо движење, намалување на телесна тежина, внимавање на исхрана. Значи, нема повеќе масноти, повеќе храна со овошје, со зеленчук, со растителни влакна, повеќе риба, каде што на тој начин ќе превенираме да може да се намали зголемувањето на крвниот притисок, што секако и дава резултати, бидејќи тој хигиено-диететски режим, ако се придржуваме, доведува до голем број на пациенти кои што на тој начин избегнуваат медикаментозна терапија. Заради тоа што ако се почне со медикаментозна терапија, таа се пие доживотно. Може ли да ни кажете како помине изминатото деноноќе во итната медицинска помош или за викендот? Кои ги имат информациите? Деноноќе во саботата на 20 имало утринската смена 54 интервенции, од кои што се 18 итни и 30 одложени. Превртен камион има во Долно Блаце и една сообраќајка на Цветан Димов во Чаир. Ноќната смена е 147 интервенции, од кои што се 29 одложени и 13 итни. Има еден повреден велосипедиста кај Макпетрол кај Изгейт и сообраќајка на партизански одреди кај Планет. Значи, за тоа деноноќе има 101 интервенција, што е горем максимум на она што е очекувано. Обично интервенциите се некаде од 80 до 100. Со тоа што сметете дека секогаш не имаме 4 до 5 и повеќе пати јавување на 194, бидејќи на пациентите се јавуваат и за совети и прашуваат што треба и како треба да се прави, така да и во огромен процент и ги решаваме ситуациите за тие што се јавуваат на 194 со совети. Минатото деноноќе и неделата поминала со 91 интервенции, од кои што утринската смена е со 53 интервенции, од кои што 38 се одложени 13 итни, издвоени се сообраќајка една кај Хам во Хром, игралиштето во Цементара со отворена фрактура, сообраќајка кај Јаја Паша во Чаир и уште една сообраќајка во Чаир кај Џон Кенеди и повреден велосипедиста во Ѓорче.
и ноќната смена е со 38 интервенции, од кои што се 24 одложени и 9 итни, и една карактеристична сообраќајка е кај чешма во кисела вода. А како започна новата работна недела? Новата работна недела утреско имавме итен повик за повреден патник во автобус на јавно сообраќајно предпријатие Карши хотел Карпош. Возачот нагло закочил, очигледно патниците не биле доволно спремни за таква работа, така да има повреден патник кој што е со полесни повреди и пренесен во најблиска хируршка установа. Докторе, се надевам дека ќе биде полесна работата оваа работна недела, со оглед на тоа дека и вие временските услови па и си очекувате каков тип на повици ќе има и интервенции за овој период. Ќе би сакала да го завршиме разговорот со тоа што ќе ве прашам за совет. Па совет би дал дека секогаш треба да се почитуваат советите што ги даваат матичните лекари, да се зема терапија што е препишана од специјалиста редовно, кога температурите како што се сега, утринските се веќе пријатни, може да се излегува, да има поголема раздвиженост на населението, бидејќи и за хипертензија и за многу други болести физичката активност е нешто што е број 1, кој што помага за сочувување на здравието. Од извештаите што ги даваме, сообраќајните несреќи се приоритет број 1 и многу се чести ги има во секојдневието, така да по народна на повторувањето е мајка на знаењето, би повториле дека бидејќи имаме приоритет во сообраќајот, а имаме често сообраќајки, возачите да бидат поконцентрирани, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да биде прилагодена брзината спрема условите на патот, возачите да не ставаат слушалки на уши, да не пуштаат гласна музика, бидејќи ние кога одиме дали со ротација, дали со сирени, не слушаат за жал, така да на тој начин ќе си помогнеме и на себе си како возачи, а и на службата за итна медицинска помош, на екипите да можат да интервенираат колку што можат поблиску каде што е онаму навистина неопходно. Докторе, благодарам. Молам и на вас. Се надевам дека помогнавме со советите ова утро од итната медицинска помош. Најважно од се е, докторот вели, слушајте ги советите, слушајте ги препораките од матичните лекари, јавете се за консултација во итната медицинска помош, но првенствено обидете се да си помогнете дома. Велат докторите дека само помошта е најважна.